Во 2018 како резултат на договорот меѓу Македонија и Бугарија формирана беше заедничката историска комисија. Македонските историчари на чело со Драги Ѓоргиев за преговорите и разговорите со бугарските колеги инкасираа над 250.000 евра пари на граѓаните. За добиените средства и не можат да се пофалат со некаков голем успех. Договорија дека цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, свети Климент, свети Наум, повеќе не се само македонски историски личности, туку и бугарски, но и регионални и европски. Ова станаа новите официјални историографски позиции на Македонија по состаноците на заедничката историска комисија со Бугарија. Посебно проблематична е ситуацијата со цар Самуил. За него се наведува дека историската наука го смета за цар на Бугарско царство и тоа во протоколот, кој стана дел од преговарачката рамка за Македонија со Европската унија, за која добивме порака дека не може да се менува. Цар Самуил е владетел на голема средновековна држава, која што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за Бугарско царство со центар во територијата на денешна Македонија. Бугарската теза е прифатена и во однос на светите браќа Кирил и Методи, па сега нивното одбележување во 19 век започнало во Пловдив, Бугарија, а нека и нас ова сега е факт со подпис на македонска страна. Денот на нивниот црковен празник започнува да се одбележува во училиштата. За прв пат тоа се случува во Пловдив во 1851 година. Процесот на духовно будење и еманципација наоѓа израз во се присутното одбележување на празникот во многу училишта на територијата на Македонија и Република Бугарија. Речиси ниту едно од барањата на македонските историчари не го прифаќаат нивните бугарски колеги, а тоа не го прават ниту политичарите од Македонија. Тие дозволија историјата да стане дел од преговарачката рамка за Македонија со ЕУ, иако и првиот човек на македонскиот дел на комисијата кажа дека такво нешто е недозволиво. Дали според вас директен одговор ми треба? Е дозволиво да бидат дел од преговарачкиот процес историските прашања? Само што ви реков, значи според мене историјата и историските разговори меѓу двете држави треба да останат надвор од политичкиот процес на разговор. Ако бидат дел, дали може да дојде до решение? Тогаш треба да се внимава пред се да не дојде до тоа. Апсолутно не смее да дојде до тоа. А ако се случи такво нешто, тогаш мислам дека ќе биде многу тешко да се заедно вклопат политиката и историја. Од самиот почеток на работата на комисијата постоја сомнежи дека политиката меша прсти во историските прашања. Поради тоа во 2021 година од оваа комисија се повлече професор доктор Ванче Ѓоргиев поради, како што кажа, политички притисок и разочараност на македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи од работата на историската комисија. Во последно време имаше отворени обиди за политичко влијание врз работата на комисијата, што кулминираше во текот на првиот работен ден, 21.10.2021 на 15-тата редовна седница, преку директно мешање во стручната работа од страна на висок функционер во МВР. Во моментов членови на заедничката историска комисија од македонска страна се првиот човек Драги Ѓоргиев, Петар Тодоров, Александар Литовски, Љубица Спасковска и Исамедина Зизи. За својата работа тие наплатили и повеќе од солени хонорари, над 250.000 евра. Најмногу од сите софајдил шефот на комисијата Драги Ѓоргиев, кој инкасирал повеќе од 80.000 евра за преговори и разговори со бугарските историчари.